Над 1 милијарда евра потрошила земјава минатата година за увоз на прехранбени производи, во исто време додека земјоделското производство од година в година се намалува. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во 2025 година биле извезени прехранбени производи во вредност од 564 милиони евра, додека увозот бил над 1,1 милијарда евра, односно над 560 милиони евра дефицит. Сопственикот на прехранбената индустрија Ким Неготино, Славчо Јорданов, вели дека производителите се соочуваат со низа предизвици. Од навремено обезбедување на квалитетни суровини кои се помалку ги има со оглед на намаленото земјоделско производство, високите цени на енергијата, недостигот, особено на високо квалификувана работна сила, па до изворите на финансирање за развој. Со првиот предизвик суровината се снаоѓаме некако, имаме кооперантски однос со некои кооперанти. Така за доматите имаме конкретно договор со кооперанти во кој што 15 години соработуваме и немало проблем со тоа. Околу другите суровини, овошје што ги користиме за джемови, за сокови, за тие слични производи, за нив нема проблем пошто има доволно колку што нас не треба. Че не сме големи производувачи на овошни преработки, така да за нас има доволно. Што не се од другиот сегмент на работната рака, тешко е да се најдат луѓе кои се стручни. Што во сета таа, како да кажеме, тешкотија ние се снаоѓаме некако со тоа и меѓутоа секој ни фалат луѓе. Многу тешко инженери, технолози, инженери машински, електро, такви работи, такви луѓе стручни тешко се наоѓаат. Околу финансирањето го вршиме со нашите банки, соработуваме со банките, нормално се за камати. Секогаш добиваме некои поволни кредити од нашите банки, пошто секогаш има некои линии кои што се поповолни камати, нешто има грант, поготово е за термичка изолација, за енергетска ефикасност, не дават некои грантови. И другиот пат е со ИПАР средствата. Јорданов ја отворил компанијата во 1999 година по пропаѓањето на фабриката за преработка на овошје и зеленчук Македонија од Неготино, каде што работел како технолог. Почнале со сопругата да произведуваат кетчап во една просторија од 30 на квадратни метри, за четврт век подоцна да стигнат до фабрика со 70 на вработени, која е присутна и на пазарите во регионот. Македонија е мал пазар и за да можеш да се пробиеш на соседните макар пазари, треба прво да се развиеш на домашниот пазар и да почнеш полека да шириш на околните пазари. Ние како мала фирма на почетокот, и се уште не сме некоја голема фирма, успеавме да го задоволиме македонскиот пазар. Потоа почнеме полека да извезуваме, и што треба средства, треба маркетинг, треба инвестирање во сета таа работа. Ние не сме мошни тоа да го создадеме најдеш и затоа многу години помина докато ние почнеме да пораснеме доволно за да можеме да извезуваме на домашниот пазар, на надврешниот пазар. Преку швајцарскиот проект за модернизација кој го спроведува Свисконтакт, во неговата компанија е направена бизнис диагностика на целокупното работење. Идентификувани се одредени работи кои треба да се направат за да се излезе во пресрет на очекувањата на пазарот. Развој на нови производи, нови пазари и намалување на производствената цена. Дојдовме до ситуација кога македонскиот пазар не беше заситен со нашиот асортиман, така да мораш да бараме помош. Но таа диагностика ни каже дека треба развој на нови производи и развој на нови пазари. И економизација во производството, смисла на работната рака, на енергијата и на суровините и цените на суровините на балажите. При тоа ние преземавме некои мерки со анализа на сите цени на суровините и на репроматеријалите. Второ беше што ни помогна за многу работи. Беше автоматизацијата и ова што е роботизацијата и дигитализацијата. Ние веќе работиме на тоа поле. И пред тоа работевме, сега до крај ќе ги осовремениме сите процеси да бидат дигитализирани, така да имаме еден многу пософистициран и поекономичен со тоа производствен процес. Бизнис советникот Златко Еделински вели дека бизнис диагностиката е скенирање на целосната работа на компаниите, од влез на суровините до пласманот, која има за цел да ги идентификува и да ги отстрани тесните грла за да се зголеми продуктивноста.
Со бизнис диагностиката се утврдува и моментот на недостаток пред се на суровина, кој е и проблем генерално на прехранбената индустрија. Се поголемиот проблем е во обезбедување на соодветна работна рака. Затоа со диагностиката ние наоѓаме решение во правец на автоматизација и роботизација на тие производства за алтернативна замена на потребите од работна рака. Исто така, најголем проблем во изминатите 2 години беше покривање на трошоците за производство на одредени производи, а тоа е го правиме со решение за мерење на енергетска ефикасност, односно за намалување на трошоците за производството на нивните производи. Бизнисот на Јорданов полека го преземаат неговите ќерки. Сметаат дека тоа што се вклучени во работењето од поодамна го олеснува процесот. Семејниот бизнис самиот по себе си носи голем број на предизвици, особено при промена на генерации. Меѓутоа, заедничката визија која што имаме за раст и развој на компанијата ни помага за да може полесно да поминеме низ тој процес на некој начин на трансформација на компанијата. Со самиот момент дека станува збор за семеен бизнис, самите ние сме вклучени уште, да не речем како деца во бизнисот. Луѓе, контакти, познавања, знаења, сето тоа е ние заедно растеме и се развиваме, растевме и се развивавме со фирмата. Со оглед на тоа што освен јужното овошје, сите суровини што ги користат се домашни, Јорданов смета дека развојот на земјоделството е еден од главните предуслови за развој на прехранбената индустрија. Статистиката покажува дека производството на домати, например, во изминатата деценија е намалено за 35%. Од 173.000 тони во 2015 на 112.000 тони во 2025 година. И Јорданов и Еделински се согласуваат дека довербата меѓу менаџментот и бизнис советниците е клучна за успешно надминување на проблемите. Јорданов вели дека да почнал со бизнис диагностика во раните фази од развојот на компанијата, веројатно и напредокот ќе бил побрз. Малите и средни предпријатија обично ангажираат бизнис советници за диагностика кога доаѓаат на пресвртни точки во развојот, воведување нови производи, освојување нови пазари или во случајот на семејните компании смена на генерации. Експертите препорачуваат да не се гледа на бизнис диагностиката како еднократен настан, туку како пракса за проверка на своето работење, бидејќи самата бизнис диагностика дава структурирани податоци и им помага на сопствениците на компаниите да носат информирани одлуки.